Со Државниот инспекторат за животна средина веќе 2 месеци раководи Ана Петровска. Изненадувачки за овој кус период, овој инспекторат детектираше бројни неправилности кои се сериозна закана по животната средина, односно по животот и здравјето на луѓето. Добар ден за Ана Петровска. Добар ден. Стигнавте во студиово точно од терен. Вие не стивнувате откако сте дојдени на оваа раководно место. Бројни коментари на социјалните мрежи, поддршка за вашата работа. Верувам дека и претходно овој инспекторат нешто работел, меѓутоа дали е до транспарентноста, дали е до вашиот ангажман, сега некако имаме повеќе увид во тоа што се случува. Да, веројатно е и организацијата на работата, веројатно и отвореноста кон граѓаните кои што се многу љубопитни што прават државните институции за заштита на нивното здравје и намалувањето на аерозагадувањето кое што е актуелно во зимскиот период и токму заради тој предизвик, бидејќи јас дојдов токму тогаш кога граѓаните очекуваат акција, затоа и направивме една мобилизација на оно што значи достапни ресурси кои што не се големи, меѓутоа ние сега имаме неделни планови, имаме неделни извештаи и од се она што го учиме во текот на изминатата недела, каде треба да одиме, всушност ги правиме нашите идни неделни планови се подобри и подобри. И она што е многу важно од организацијски аспект да нагласам е дека правиме тимови. Значи, порано оделе еден инспектор, двајца инспектори, ние сега се мобилизираме во поголеми тимови, таму каде што очекуваме повисок ризик, фаќаме поголем број на загадувачи на концентрирана површина, на концентрирана локација и исто така правиме и координација со овластените инспектори на град Скопје и на општините. На тој начин зафаќаме повеќе загадувачи во исто време и тие тимови меѓусебно координирани си се информираме, правиме скрининг на состојбите и правиме база на податоци која што понатаму база ќе споделиме и со граѓаните да одговориме конкретно на она прашање што сите го поставуваат, кој е тој што загадува. Наскоро ќе можеме ли да дојдеме до таков одговор? Кој тој што најмногу загадува? Да, видете, значи наскоро е многу релативна работа, јас тоа утре не можам да го кажам, ниту може би за еден месец, меѓутоа ќе бидеме блиску да одговорите. Зошто? Затоа што благодарение на Министерството за животна средина и просторно планирање, ние ја обновуваме нашата документација на издадени дозволи и одобрени елаборати за животна средина, кои што ни се потребни, прво да направиме скрининг на сите оние кои што загадуваат, и понатаму да можеме подобро да се организираме. Сега, таа база на податоци, која што ја добивме од Министерството, делумно треба и да ја дигитализираме, затоа што нешто е во хартиена форма, скенирано, и почнуваме со градот Скопје, бидејќи тоа е едно жешка точка. За градот Скопје правиме карта на загадувачи, во која што карта на загадувачи, од една страна ќе имаме Excel табели со листа на сите загадувачи, нормално нивна локација, каков тип на дозвола, значи ќе ги сегрегираме према тоа дали е голем загадувач или е мал загадувач. Голем загадувач значи интегрирана дозвола. Сега велите потенцијално голем загадувач кога велите потенцијален, видете, тоа или останало не. Тоа останало помеѓу луѓето дека тие кои што инсталации кои што имаат интегрирана дозвола, дека тие имаат потенцијал да загадуваат повеќе од малите. Токму заради тоа што користат голема количина на гориво или постапуваат со хемикали или има повисок ризик за животната средина и ние кога ги планираме надзорите ги третираме дека тие инсталации имаат повисок ризик без оглед дали навистина емитираат или не, бидејќи тие тој ризик го третираат адекватно и си вградиле филтри или имаат изградено пречистителни станици. Но да се навратам на базата на податоци. Значи, базата на податоци превземена од Министерството, тоа се Excel табели, каде што ги детектираме сите субјекти во Скопје и ги делиме по тоа. Значи, дали е интегрирана дозвола, дали е дозвола одобрено, дозвола за постапување со отпад или одобрен елаборат за животна средина и ги идентификуваме на карта, значи ги утврдуваме нивните GPRS координати и на крајот ќе имаме една карта на загадувачи, така да луѓето утре кога ќе почувствуваат миризба или кога ќе видат џад, ќе можат да го поврзат
тој точка Со извор со одредена локација на карта, да проверат, може би е тоа, тоа и тоа, и кога нас ќе ни пријавуваат и потенцијално да ни укажуваат на можни загадувачи. Оти на тој начин и соработката со граѓаните мислам ќе биде поинтензивна и ние ќе бидеме поефикасни. Оти сега во моментот кога ни пријавуваат, ни праќаат слики, фотографии. И сега таа фотографија за некого кој што го познава теренот нешто значи. Но мене лично во многу ситуации кога ги испреќам моите инспектори на терен и не ни значи. Тогаш губиме доста време додека се лоцираме во просторот, да го најдеме објектот кој што ни го сликале и така натака. Значи сметам дека со оваа карта на загадувачи врз основа на базата на податоци кои што ги добивме од Министерството за животна средина, ќе се ориентираме подобро во просторот, ќе видиме колкава е концентрација на загадувачи на определена локација, па од една страна ќе биде полесно за граѓаните да пријавуваат, а и за нас, кога ги планираме нашите надзори, да се насочиме повторно на тој принцип, координирано можеби или самостојно, во зависност од ризикот и потенцијалот во тој момент, во таа општина, на таа територија, да има итност од итност на постапување. Така. А колку во овој изминат период, откако сте вие раководител на инспекторатот, колку во просек пријавувања има дневно или месечно од граѓани? Видете, значи досега, додека јас да дојдам во инспекторатот, ние примавме представки писмени и првиот месец. Според да се раководиме од еден податок кој е јавен, дека за една неполна недела вие сте имале 58 постапувања. Тоа е во месец ноември, од 23 до 30 ноември. Да, но дел од нив се и редовни, дел од нив се редовни, дел од нив се редовни, дел од нив се вонредни. Но сакам да направам паралела една помеѓу начинот како граѓаните претходно пријавувале и како сега можат да пријавуваат и како ќе пријавуваат во иднина уште полесно. Значи, претходно сме прибирале представки по мејл или писмено. Така. И значи јас кога дојдов, првата недела имаше 2 или 3 представки писмени. Понатаму почнав да добивам имејлови и еве сега, откако веќе втора недела ја имаме и фан страната, пристапуваат граѓани преку инбокс или преку пораки, така да многу поинтензивно и динамично оди таа комуникација. И сега, како ние постапуваме по представките? Значи, пред се во овој период постапуваме по било која представка. Без оглед да се навратиме на еден од двата многу атрактивни случаи. Ние пишуваше нашата редакција за тоа беше загадувачот Paper Mill од Кочани фабриката, која објавивме и ние фотографии за кои велите да се гледа црнчат, меѓутоа никој точно не може да знае за што станува збор. Секако граѓаните долго време се жалеле на големи проблеми, значи имале печење на очите, отежнато дишење, дури се сомневаат дека во овој дел, во близина оние граѓани кои живеат на оваа фабрика, се зголемени онколошките заболувања. Тоа трае веќе 2 години. Вие постапивте сега, дадовте една опомена и после опомената повторно констатиравте дека Paper Mill не ги отстранил неправилностите во работата, па и предложивте казна од 20.000 евра. Да. Paper Mill е еден случај за кој што граѓаните во Кочани се навистина загрижени и тоа беше една од првите представки што ги добивме. Ја добивме представката од градоначалникот на општина Кочани и постапивме по неговата представка, излеговме на терен, повторно еден тим на инспектори. Значи, порано одел регионален инспектор и така натаму, без некоја сериозна поддршка, тука сега отидовме еден тим. И секој од својот аспект, фактички направивме едно темелно истражување, односно надзор, врз она што се работи во Paper Mill. И она што во прв момент утврдивме беше дека сите мерења досегашни на емисиите на воздухот од котларата, всушност, они имаат 2 котлари. Една котлара е на мазут, друга котлара е на пелети. И причината зошто овие 2 години граѓаните се жалат е тоа што со измената на интегрираната дозвола, освен метан, дозволено им е да горат пелети од сончогледови семки. И, значи, тој котел, кој што има моќност некои 4 мегавати,
На оджакот досегашните мерења укажувале дека нема емисии на PM, имало емисии на јаглероден моноксид кои што укажуваат на нецелосно согорување, но инспекторот сметал дека јаглеродниот моноксид, бидејќи се ослободува високо во атмосферата и покрај тоа што е прекршување на параметрите од дозволата, не е причина да се превземат некакви посериозни чекори. И кога ги видовме резултатите од мерењата, прво нешто што прашавме беше дали оваа лабораторија има акредитација за испитување на гасови и прашина. И не успеа да ни дадат таква акредитација, значи лабораторијата која што дотагаш ги правила мерењата, всушност имала акредитација општа, според ISO стандардот 17025, меѓутоа ги нема потребните стандарди за мерење на емисии, затоа што за секој параметар за кој што се вршат лабораториски анализи, треба да постои посебна акредитација. И со самото тоа, ние побаравме итно да се измери емисиите да се измерат од лабораторија акредитирана со соодветните стандарди. И првото мерење укажа на одредени надминувања на граничните вредности на прашина и повторно јаглероден моноксид. Од тие причини, првото решение кое што го издаде регионалниот инспектор ги обврза Paper Mill да преминат на метан, бидејќи они имаат можности да работат и на метан, а метанот е далеко поеколошки во смисла на емисии на PM, на прашина. Но исто така им овозможивме, значи, да направат и технолошки подобрувања и да не известат за тие технолошки подобрувања, да направат повторно мерења и доколку се во ред, тогаш да се продолжат непречено. И така мислам дека е потребно да се постапува со индустрија која што вработува голем број на граѓани и каде што тие потенцијално и не знаеле дека се загадуваш заради тоа што добивале резултати од лабораторија која што им кажувала дека се во рамките на дозволеното. Како и да е, значи, фабриката не работеше неколку дена, не известија дека прават технолошки подобрувања и тоа дека вградуваат озонирање, со кое што озонирање би го подобриле согорувањето на котелот. На тој начин би ги намалиле емисиите на јаглероден моноксид и дека прават одредена репарација на воденото отпрашување, бидејќи можно е, значи PM частичките да бидат заради одредени проблеми со нивниот филтер. Значи они имаат инсталирано филтер со така наречено водено отпрашување, значи прскаат вода за да се исталожи прашината и потоа имаат еден електростатски филтер кој што ги извлекува гасовите. И фактички тоа што би требало да излегува, доколку се функционира како што треба, би требало да биде водена пареја, која што делува грдо, меѓутоа, ако се би било во ред, нели, не би требало да содржи прашина. Но лабораториските анализи, значи првиот пат утврдија дека има прашина покачена. Откако не известија дека направиле технолошки подобрувања, ние им дозволивме да тестираат. И они неколку дена се подготвуваат, тестираат. Меѓутоа и вториот пат граничните вредности беа надминати со емисиите, значи ние претпоставивме дека сепак не станува збор за поедноставни проблеми со системот на пречистување на отпадните гасови и дека тој озонер всушност и не си ја завршил работата. Ние се обидуваме да им помогнеме на Paper Mill како инспекторат, затоа што знаете како, ние не сакаме да казнуваме. Дека ова е направено од можеби незнање. Не можам да тврдам дека имало намера и токму заради тоа им ги дозволивме овие чекори да се подобрат и така натака. Но после ова второ надминување дефинитивно не смеевме да дозволиме да се продолжи со нивната работа надвор од овие гранични вредности и од тие причини го проширивме решението со кое што побаравме еднаш неделно да вршат мерења за да се утврди дека не се надминати границите и истовремено се направи записник за посредување и го доставивме случајот со предлог за казна од 20.000 евра до Комисијата за спогодување при Министерството за животна средина и просторно планирање.
Тоа практично значи дека ние по одреден член на Законот за амбиентен воздух всушност треба да ги казниме за надминувањето на условите пропишани во дозволата. Така. А вториот случај кој исто така одекна во јавноста и добивте голема поддршка беше утврдување на неправилност на издавање на решение за елаборат за правење на практично за обработка за преработка на медицински отпад во близина на Кванташкиот пазар, поточно во близина на инсталации каде што се прави погони за храна, каде што има производство за храна. Вие постапевте во овој случај, утврдивте дека станува збор за фирма која е позната на јавноста по правење неправилности, односно тоа е Ремонт од Битола, која е наследничка на Екоклуб од Битола. Кажете ми, дали, што точно, какви неправилности точно утврдивте во елаборатот и според вас, како е подпишано вакво решение излезено од Министерството за животна средина? Да. Ајде сега, значи, како дојде до тоа, ние воопшто да се бавиме со оваа работа, бидејќи нашата работа е теренска, инспекцијска, значи ние не би сакале да се мешаме. Така, треба јавноста да знае дека вие најчесто постапувате по пријава на граѓани. Апсолутно, ние имаме наши редовни планови и постапуваме по представки, ние сме теренски ориентирани, се со цел да откриваме и да санкционираме загадување. Но ова беше специфичен случај каде што постапивме по барање на граѓани, односно иницијативата за решавање на прашањето со депонијата Вардариште. И таму има една голема група граѓани во Газибаба кои што се борат против оно што се случува на Вардариште, што и во овој момент таму нелегално се отстранува градажен шут или пак се палат кабли, бидејќи во близина има ромски населби. Некаде можеби и самата депонија чади заради метан кој што се создава од органската материја од долго години. Таму е депониран отпад од градот Скопје пред да се премине на Дрис. И сега оваа иницијатива на граѓани по пат на пристап до информација од јавен карактер од Министерството за животна средина го добиле елаборатот за заштита на животна средина за овој погон за третман на медицински отпад и решението за одобрување. И они ги имале на увид и меѓусебно кој колку можел со својата претходна стручна спрема виделе дека можеби има основа да се направи некаква проценка, евалуација на самиот елаборат и на решението, надевајки се секако дека со тоа ќе се спречи изградбата на овој објект. Тоа беше нивната цел. Тоа што јас можев да го видам од представката која што ни испратија. Како и да е, значи ние останавме во рамките на тоа што ни беше побарано и ние направивме анализа што е оно што потенцијално во тој елаборат е спорно и дали воопшто има нешто спорно. И видовме дека има неколку прашања кои што не се адекватно адресирани во самиот елаборат и во решението за одобрување. За волја на вистината, значи станува збор за постројка каде што на таа локација треба да се складираат и обработуваат повеќе видови на отпад. Пред се, значи, медицинскиот, каде што главно они планираат да инсталираат стерилизатор или така наречен автоклав за медицински отпад. Меѓутоа, кога ги набројувале шифрите на отпад, односно видовите на отпад, што треба да бидат предмет на стерилизација, тука им се промакнале одредени шифри, односно видови на отпад, кои што не може да бидат предмет на стерилизација. Значи, тоа е пред се... Тие може да бидат третирани само во печка, како во други? Да. Значи, тоа се химикали, лекови со изминат рок, па дури и цитостатици. Значи, тоа се барем 3 вида на отпад, кои што беа излистани дека ќе бидат предмет на стерилизација, а всушност не можат да бидат предмет на стерилизација. И сега, ако они ги превземаат и велат дека се предмет на стерилизација, а ние ако утре инспектираме, и ако случајно се ставиле лекови во стерилизатор, мислам, тоа ќе им направи нив дефинитивно проблем со постројката, со технологијата, но ако они го примат тој отпад на локација, ќе треба да се знае што ќе му се прави на тој отпад. Оти тој отпад генерално треба да се испрати на друго место за третман, не може да се третира на локацијата. Тоа беше првата забелешка.
Друга забелешка се однесуваше на тоа што ќе собират и отпадни масла, и тоа е наведено по видови на отпадни масла, дека некои отпадни масла ќе содржат и полихлорирани бифенили, кои што полихлорирани бифенили или PCB ги викаме. Веројатно овие кои ги гледаме не си. Не, ова е отпадно масло. Ова е од вчера, од Тетово, кога бевме координирано со овластените инспектори во автомеханичарски работилници. И што се случува со овие масла, кои што они би ги складирале на локацијата? Значи, масла кои што содржат отпадни полихлорирани бифенили или PCB, всушност во државата може да ги собира само една овластена компанија, тоа е Раде Кончар. Така да, мене ми беше навистина необично да Екоклуб му се дозволи да го прави ова, зашто треба специфична обука, треба специфични предуслови за да може да постапува со вакви отпадни масла. И всушност овие масла веќе не се произведуваат, тие се забранети, тие се всушност остатоци од некое време, кога овие масла биле составен дел во трансформаторски станици, во железница, МЕПСО, ЕВН, значи. И сакам да речам, навистина ме изненади, сакавме да прашаме, да се преиспита, дали навистина постојат технички предуслови, да се приберат такви масла на локацијата и што ќе им се прави, значи кој ќе ги превзема тие отпадни масла. Друго што утврдивме, во елаборатот се вели дека на самата локација ќе се собира, ќе се складира. А не е доволно индикативно што овој погон треба да биде во непосредна близина до погони за производство на храна? Или тоа доволно индикативно за тој некој кој го издал тоа решение, односно решение за елаборатот? Да. Кога го читате елаборатот, кога се опишува локацијата, таму воопшто не станува збор дека објектот се наоѓа во близина на погони за производство на храна. Тоа во описот никаде не стои. Но има еден интересен дел во програмата за заштита на животна средина на самиот елаборат, каде што се вели се забранува во објектот да се приготвува храна. Значи, во самиот елаборат е утврдена потенцијална конфликтна ситуација помеѓу она што ќе се прави во погонот и приготвувањето на храна. Така. И сега ние одговорите на прашањето, дали ќе понесе некој одговорност? Не. Тој што го потпишал? Тоа не е прашање за мене. Тоа е веќе прашање за друга надлежност. Да, дефинитивно, значи ние сме постапиле побарање на граѓани, ние од свој технички аспект сме ги утврдиле недостатоците, кои што сега понатаму ќе се ги преиспитуваат. А точно кога е потпишано решението? За одобрување? Да. Не ме фаќате за збор, мислам дека е август месец. Година, да. Не сум сигурна. Излезе еден податок во јавноста дека за цели 40% во време на пандемија е зголемено медицинскиот отпад. Разбирливо од клиниките, тоа што нели регуларно се произведува како отпад и сега е зголемен за 40%. Дрисла тврди дека успешно се справува со овој проблем. Се јавивме таму, ги комунициравме, излезе еден текст пред можеби неполни 3 недели. Дали сте била во Дрисла? Дали кога последен пат е направен државниот инспекторат има постапено во Дрисла на редовна контрола или по пријам? Да. Ајде вака, значи Дрисла бевме ние, само што стапив на функција, добивме дојава дека се репарира филтерот на Дрисла и дека Дрисла работи без филтер и заради што инспектор државен за животна средина отиде на терен и утврди дека всушност филтерот е таму. Значи филтерот си работи, си функционира. И тоа беше една од ретките лажни дојави. Значи има лажни дојави, ова беше една од ретките лажни дојави. Во тој момент кога беше инспектор, ги зема на увид сите документи, односно договори со кои што Дрисла соработува со трети страни кои што носат отпад кај нив, затоа што Дрисла си носи и самата отпад од здравствените институции од Скопје, си имаат договори, си имаат камиони за транспорт и така натаму, специјални возила, но има и трети страни кои што носат од Скопје и од други градови. И она што мене ми падна во очи е
дека не е драстично зголемена количината на отпад која што се носи на Дрисло за третман, што не укажува на одредена непрофесионалност на Дрисла, напротив, значи они си го вршат тоа што им е дејноста, си го користат, ја користат печката, Дали тоа инсинераторот. отвара сумнаш дека се носи отпадот на друго место? Тоа е сега прашањето кое што ќе дојде на ред да го истражиме. Значи, веќе оваа недела инспектори одат во здравствените институции и ги проверуваат договорите со кои што здравствените институции го предаваат, нели, договори исклучени за да го предадат медицинскиот отпад на компании кои што имаат лиценца за транспорт на медицински отпад, на опасен отпад, па би требало да го носат на ДРИС. И сега ние правиме повторно еден скрининг на тоа кои се тие компании кои што го превземаат медицинскиот отпад од здравствените институции во внатрешноста, значи надвор од Скопје, и понатаму ќе почнеме и кај нив да ги гледаме транспортните формулари, оти тоа може многу лесно да се утврди. Оти едно е колку предала болницата, а друго е колку предале на Дрисла, бидејќи таму има вага. Така. И тие две количини ќе ги споредиме. Тоа се аналитички постапки кои што ние како инспекторат би требало да ги правиме и веднаш нема да можеме да ги добиеме овие бројки, меѓутоа започнуваме значи со ова истражување и ќе известиме доколку утврдиме некаква неправилност. Но секако, значи она што го видовме како бројка на Дрисла, она што е спалено, може потенцијално да укаже дека не се она што е собрано е донесено. Е донесено таму, да биде постапено во печката на Дрисла. Друга печка во Македонија за третман на таков отпад нема. Не, видете, сега да бидеме сигурни, значи едно е печката, друго е медицински отпад се стерилизира во автоклави. Значи ние сега целата равенка ќе ја направиме. Не само она што е Дрисла, туку и другите кои што имаат можност да прават стерилизација од отпадот не се само согорува, него еве на пример Екоклуб. Они вршат стерилизација и во моментот во металски завод Тито. И они имаат склучено договори со многу компании. Така да дел од отпадот што они го земаат, всушност го стерилизираат и понатаму како отпад сличен на оној што се создава од домаќинствата, го носат на Дрисло за депонирање. Така да тоа е веќе обработен отпад. Затоа велам, сите тие математики треба да ги направиме. Така, таа истрага ќе покаже што е што. Тоа се анализи кои што ги правиме, се со цел да утврдиме дали има потреба некаде да делуваме, да обрнеме повеќе внимание. Така, Петровска, вие постапивте и во случајот со Далјан во Охрид, каде што... Тоа да. Да, тоа беше интересен случај. Охрид е долго време болна точка кога станува збор за заштита на животната средина. Што утврдивте точно при вашето постапување? Да, тогаш нели кога се ослободи во социјалните мрежи оној видео материјал каде што се види дека багери, камиони вршат насипување на крайбрежјето на Охридското езеро во населбата Далјан, инспектор на Државниот инспекторат за животна средина и надлежен градежен областен инспектор од општината беа на терен. И по тој увид на терен, општината превзема своји действија, а ние превземавме своји действија. За неколку дена дополнително направивме уште една координација, јас бев таму, градоначалникот, значи имавме од Министерството за внатрешни работи беше началникот, се со цел да се договориме всушност по кои законски основи кои ќе постапува и кои се доказните материјали што треба да ги превземеме. Во тој момент сметавме дека треба да се покренат постапки против непознат сторител, меѓутоа ние сега напредуваме со истрагата и мислам дека... Истрагата е во тек, така? Апсолутно, да. Така. Добро, кога сме веќе кај овие зелени политики, би сакала да го знам вашиот став каков е околу можноста за отворање на рудници. Голем број активисти се противат долго време. Тоа е една битка помеѓу уверувањето дека индустријата ќе ја крени економијата и дека едноставно животната средина е тоа што е поскапоцено од тоа што може да донесе оваа индустрија. Дури големи реакции имаше и
после вашите постапувања, дали вие можете да интервенирате, дали можете да правите истрага таму каде што се подготвуваат долго време отворањето на рудници, конкретно еве во Иловица штука во Ново село во Посилово. Таму, освен законските превирања и тоа дали концесионерот треба дали е неправилно постапил, дали концесиите треба да бидат двете споени во една, па Висшиот управен суд ја утврди постапката на управниот суд и така натаму, меѓутоа интересира вашиот став. Ако креираме зелени политики, потребни ли се на Македонија рудници? Видете, значи, нашата земја е веќе прилично исцрпена од напливот на каменоломи, рудници. Значи, се она што значи експлоатација на природни ресурси кои што прво значат сечење на шума, па потоа тоа сечење на шума, знаете што значи, колку се важни шумите. Понатаму длабење на ридовите, на планините, откорнување фактички на делови од ридови. Знаете, кога одите од Гостивар кон Кичево од левата страна, дека целосно видоизменет пределот и прашина и така натака. И кога зборувам сега за каменоломи кои што не се дури ни во надлежност на државниот инспекторат, меѓутоа морам да го спомнам тоа бидејќи исцрпувањето на природните ресурси во Македонија мислам дека е отидено во некоја насока која што е преку границата на одржливоста. Знаете, многу лесно е да ги длабиме планините и да копаме песок и чакал да ги уништуваме речните текови, а наместо да ги искористиме веќе наталожените, напластените количини на градежен шут кој што може да се користи, отпадно стакло кое што може да се користи, троска која што може да се користи. Значи, тоа се се ресурси кои што ни стојат, само ги третираме како историско загадување или како баласт од кој што треба да се ослободиме, а таму лежи суровина која што може да ја искористиме наместо еве овие наши природни убавини да ги уништуваме. Да ризикуваме со дополнително искористување на суровини. Да, така. Сега да се префрлиме на рудниците, затоа што каменоломите ги започнав како поедноставна тема, нели? Затоа што тука концесиите ги издава Министерството за економија со позитивни мислења и така натака, заштитените подрачја може да бидат одредена алатка, значи прогласувањето на заштитени подрачја, за да на некој начин барем тие убави предели ги сочуваме. Но, ако одиме кон рудниците и конкретно Иловица штука, јас би рекла дека самата технологија за екстракција на злато и бакар со површински коп е во светски рамки признаена како многу загадувачка индустрија. И таква загадувачка индустрија всушност е врзана и со многу еколошки прашања и со многу здравствени прашања. И не случајно и во литературата се зборува за многу висок ризик од инсталација на вакви рудници. И не случајно локалното население се противи, тие, верувајте, се многу поедуцирани, затоа што маката ги натерала. Значи, они прават анализи, прво ги знаат наизуст сите елементи од претходно издадени дозволи, концесии, студии за оцена на влијанија кои што уште не се одобрени, меѓутоа тие ги знаат и количините на сулфурна киселина кои што ќе се трошат, и емисиите на прашина кои ќе се ослободат, и количината на експлозив што ќе се троши. Значи, тоа се се бројки кои што навистина се алармантни и во еден предел на една планина огражден, која што навистина е прибежиште. Прво е прибежиште за дивите видови, па е прибежиште и за локалното население, па ако земеме дека е тоа струмичко поле долу наша ризница, наш ресурс за раноградинарски производи и така натака, сметам дека сите тие елементи не се доволно земени предвид кога е донесена одлуката во некое минато време воопшто да се започне со оваа иницијатива. И жално е што во тој момент таа започнала, што инвеститорот потрошил големи средства до сега, што тој и понатаму инсистира да се отвори рудникот, што сега навистина се создава една критична маса која што е толку вознемирана од отворање на овој рудник, што навистина сметам дека ова не е корисно. Рудник во ова подрачје, доколку се направи, ќе биде спротивно
на многу конвенции. Пред се Архуската конвенција, бидејќи не смеете да се оглушите над она што локалното население не го прифаќа. Не смеете. Па тоа е и човеково право во крајна линија. Фундаментално човеково право да се спротивстават на одредена приватна инвестиција, која што приватна инвестиција и покрај тоа што се декларира дека ќе донесе локален бенефит и економија, мислам дека нема многу оправдување во еколошка смисла. Петровска, ви благодарам за разговорот. Нема нешто. Ви посакувам успешна работа.